Македонците имаат долго историско и културно присуство на територијата на Балканот пред да се појават бугарите. Историски македонскиот народ се идентификува со древните македонци, кои биле дел од античкото Македонско царство, најпознато по владеењето на Александар Велики. Ова царство опфаќало значителен дел од денешната територија на Македонија, а подоцна и други области во Балканот и пошироко. По падот на Македонското царство во вториот век пред нашата ера, оваа територија станала дел од Римското и подоцна Византиското царство. Во текот на средниот век, македонските територии останале населени со локални жители кои биле дел од македонскиот етнос. Значи, македонците имаат длабоки историски корени на овие територии, а бугарскиот народ и култура дошле во подоцнежни периоди со различни влијанија во различни епохи. Македонците веќе го зборувале својот прасловенски јазик. Со доаѓањето на бугарите кои зборувале туркиски јазик, тие го прифатиле словенскиот јазик како доминантен. Значи, прасловенските јазици на локалното население, што биле основа на македонскиот јазик, биле прифатени од новодојдените бугари. Бугарите всушност многу прифатиле од локалните традиции. Особено писменоста и религиозната култура поврзана со делото на Свети Климент и Наум Охридски, како и словенското писмо, играло огромна улога во оформувањето на бугарската култура. Бугарите во голема мера го прифатиле јазикот, религијата и обичаите на македонците. Овие процеси биле од суштинско значење за создавање на културните и религиозните основи на бугарите. Прабугарите, како народ со турско-монголско потекло, припаѓале на групата на протобугарски туркиски народи, монголските и тунгуски јазици. Зборувале јазик што бил во согласност со културата и традициите на номадските народи од степите во Централна Азија. Прабугарите, откако се населиле на Балканот во 7 век, биле под силно влијание на локалното словенско население, кое веќе било присутно на тие територии. Словените, вклучително и македонците како дел од словенските народи, имале значително влијание врз јазикот, културата и религијата на дојденците, на бугарите. Македонските словени кои живееле на Балканот имале силна културна и јазична традиција уште пред доаѓањето на прабугарите. Ова влијание било толку значајно што историските процеси во голема мера биле обликувани од словенското, а не од прабугарското наследство. Истите тие, дошлаци со се присвоено, ништо нивно, пропагираат дека македонската нација не постои и дека македонскиот јазик е наречие од украдениот јазик од македонците. Зарем не гледаат и не читаат дека тие се само татарско генетско ѓубре, и тие се најголемите вртигазовци према посилниот. Како, например, Бугарија влегува во тројниот фашистички пакт на 1 март 1941 година. Овој пакт беше воено и вртигазно сојузништво кон појакиот, кон нацистичка Германија, Италија и Јапонија, кога Бугарија се приклучи како сојузник на нацистичка Германија во текот на Втората светска војна, таа правеше безброј насилства и убивање на македонците. Кога Бугарија била член на тројниот пакт, 1941-1944, земјата извршила многу убиства и репресалии против македонците. Ова бил период на брутално подчинување и истерување на македонскиот народ, препознаен како дел од бугарската политика на асимилација и етничко елиминирање. Македонците, особено оние што не сакале да се препознаваат како бугари, се соочиле со погубни акции. Убиствата и тортурите биле дел од напорот на Бугарија да го заменат македонскиот идентитет со бугарскиот. Многу македонци биле депортирани од Бугарија и сместени во логори, а многу од нив биле убиени или умреле под тортура. Бугарите извршиле ликвидации на комунистички отпорни групи, на македонски партизани и интелектуалци. Бугарските окупацијски власти активно се бореле против македонскиот отпор, а многу од оние што се сметале за закана биле убиени. Потоа се обиделе да ја заменат и избришат македонската култура, јазик и идентитет, а тоа го постигнале преку присилно препознавање на македонските луѓе како бугари и учество во бугарските воени акции. Истото тоа го прават и сега на друг начин, но со тоа ствараат само непријателство и ништо повеќе.